Општина Крива Паланка со голем број активности како и централен хепенинг на плоштадот го одбележа 9 мај, Денота на Европа и Денота на победа над фашизмот. На централната манифестација учество зедоа учениците од основните училишта од општината, штитениците од Домот за ученици Боро Минков, членовите на клубот на волонтери при општинската организација Црвен крст Крива Паланка, членовите на фолклорните друштва од градот, како и најмалите, односно дечињата од градинката Детелинка. Сите тие ги демонстрираа своите вештини во пеење, свирење, танцување, рецитирање, а исто така беше организирана и изложба на материјали поставени на штандови. Ликовен хепенинг за кој беа задолжени членовите на ликовниот клуб при Центарот за култура Крива Паланка и голем број основци кои преку своите цртежи ја пренесуваа својата визија за Македонија во Европа. Денот кога се слави европскиот идентитет и заложбата за заедништво на сите народи на стариот континент, го одбележа и средношколците од Средното општинско училиште Ѓурче Петров, кој вечерта на 9 мај во салата на Националната установа Центар за култура Крива Паланка за кривопаланичката публика приредија вистински спектакл насловен како Европа без граници. Преку совршеното говорење на англискиот, францускиот и италијанскиот јазик и истовремено демонстрирање на своите актерски вештини, средношколците покажаа дека географските граници и јазичните бариери не представуваат никаква пречка во освојувањето на знаењето, односно запознавањето на различностите на Европа. Драги дами и господа, поради тоа што не постојат изгледна початна расправа помеѓу представниците од трите држави, се остави крај со ќе во вечерашното издание квизот текнувало, прогласувајќи сите три учесници победници. On sonne la cloche qui marque la fin du terme impartible. Mais là, c'est juste un exemple. Le couple change. Quand les hommes et toute la femme se sont rencontrés, les participants remettent à l'organisateur le ou les noms des personnes qu'ils souhaiteraient revoir. Tout le monde a compris? Bien. Bonne soirée. Mesdemoiselles et колко е само прекрасно да си млад и заљубен. И само кратко да ви раскажам за Ромео и Тристан кои ги бараат своите. Сакам да гледам, а не да слушам. А ако раскажеш, нема да биде интересно на публиката. Добро, и така англичаните и романтика. Како не? Во рамки на вечерта, средношколците кои се дел од активот по француски, англиски и италијански јазик при училиштето, под менторство на своите професори, ги доближија европските литературни вредности преку читање на поеми од врвни европски писатели. Публиката посебно се забавуваше со изведба на англиско-француски-италијанскиот квиз и англиско-француската драма, комбинација од култните литературни дела Тристан и Изолда и Ромео и Јулија, како и краткиот хумористичен скеч посветен на нашата соседна држава Бугарија како дел од Европа. Додека младите актери се трудеа да го доловат правилниот акцент на странските зборови, преводот на истиот одеше во позаднина на видеобил. Оваа приредба беше дел од активностите што ги спроведе нашето училиште по повод Денот на Европа. Всушност беше опфатена една драма, тоа беше англиско-француска драма, имаше англиско-француско-италијански квиз и се читаа поеми. Приредбата беше забавна, хумористична и едукативна во исто време. Јас сум Спасовски Денис, ученик во 4-та година во Средното општинско училиште Ѓорче Петров и имав улога тука ја представував Бугарија, нашата соседна држава и како таа членка на Европска унија. Имав улога да ја представам неа. Вечерта представуваше уште една можност да се убедиме во посветеноста на средношколците, овој пат во изучувањето на европските јазици, но и желбата Македонија да се доближи до големото европско и евроатланско семејство на држави.
9. мај 1945 година е прогласена победа над фашизмот од Втората светска војна. Додека на истиот датум во 1950 година Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање организирана Европа како опција за одржување на мирот на со војните разорнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на она што денес го знаеме како Европска унија.